Големото будење или големата измама? Светот под сенка, планот што води до глобална контрола. Една валута. Еден поредок. Еден владетел. Гледајте што следува. Добре дојдовте на канал Тампес. Тука зборуваме за најважните теми што го засегаат светот денес, од духовни пораки до реалноста што ни се случува пред очи. Ако ве интересира вистината, вие сте на вистинското место. Оставете еден лайк или ми се допаѓа и претплатете се на каналот. Светот се соочува со зголемени геополитички тензии и ризик од конфликт. Економските и општествени последици се веќе видливи. Во последните неколку години светот се соочува со комплексна, нестабилна и напната геополитичка ситуација. Последиците од пандемијата, енергетската и економската криза, климатските промени и растечките амбиции на одредени светски сили создадоа идеално тло за нови конфликти, не само локални, туку и потенцијално глобални. Оваа состојба потсетува на пророштвата за војни, глад и болести, геополитичка состојба по региони 1. Европа, конфликтот во Украина 2. Блискиот исток, постојана нестабилност 3. Источна Азија, Кина, Тајван и Јужнокинеското море, економски и општествени последици, дополнителни ризици, нуклеарно и хибридно војување, моја анализа и предвидување на реалистично сценарио во блиска иднина од 6 до 24 месеци. Континуирана, студена ескалација, со ограничени регионални судири, Украина ќе продолжи да биде главен фронт, но без директен, НАТО ангажман, најверојатниот исход. Големите сили, Америка, Русија, Кина, ќе избегнуваат директна конфронтација. Но ќе продолжат со војна преку трети страни, тоа значи, војни ќе има, но ќе бидат ограничени, скапи, долги, но контролирани. Глобален нуклеарен конфликт е се уште малку веројатен, но ризикот постои. Се зборува за глобален систем на контрола и нови технологии, што некои ги поврзуваат со библискиот антихрист. Дали се поклопуваат овие работи со тоа што е запишано во Библијата? Ова е многу важно и често поставувано прашање. Дали сегашните настани во светот се поклопуваат со она што е запишано во Библијата, особено со пророштвата за последните времиња? Одговорот зависи од тоа како ја толкуваме Библијата, буквално, символички или теолошки. Еве анализа на неколку главни библиски елементи кои често се поврзуваат со современи настани. 1. Војни и гласови за војни. Матеј 24, 6, 7 и ке чуете за војни и за воени гласини. Гледајте да не се уплашите, зашто треба да се случи сето тоа, но уште не е крајот. Зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство ка поврзаност со денешницата? Војните во Украина, Газа, Судан, Јемен и заканите околу Тајван навистина се поклопуваат со овој опис. Луѓето ширум светот се почесто зборуваат за голема војна или трета светска војна, што е буквално глас за војна, заклучок. Постои силна паралела, особено со глобалната загриженост. 2. Пестиленции, глад и земјотреси. Матеј 24, 7 и ќе има глад и помори и земјотреси по разни места. Современи примери, пандемија на COVID-19. Глад во Африка и Блискиот исток, поради војна и климатски промени, силни земјотреси, Турција, Сирија, Јапонија. Заклучок. Овие стихови се воочливо блиски до реалните настани, иако такви нешта имало низ историјата, но денес се интензивирани и глобални. 3. Пророштва од Откровението, Апокалипсата, Откровение 6, 4 јавачи на Апокалипсата, војна, глад, болест и смрт, интерпретации денес. Многу христијани веруваат дека тие јавачи веќе јаваат преку климатски катастрофи, економска нестабилност, војни, пандемии и морален пат. Се зборува и за зверот, лажниот пророк и знакот 666, кои некои ги поврзуваат со новите технологии, глобални системи за контрола и тоталитарни структури. Треба голема внимателност, многу работи се символички. Не значи дека ќе се случуваат буквално. 4. Еден светски поредок и антихристот 2. Солуњаните 2, 3, 4. Зошто нема да дојде Исус Христос, додека прво не дојде отпадништвото и не се открие човекот на беззаконието? Современи толкувања, некои велат дека антихристот ќе се појави преку глобален лидер или систем кој ќе нуди мир и безбедност, но ќе владее со страф и контрола, дигитална валута, надзор, ограничување на слободи. Ова се само дел од тие сценарија. Важно, овие толкувања се делумно теолошки и често се различни кај различни христијански деноминации. Дали сега се
Исполнуваат библиските пророштва, можно. Многу елементи се поклопуваат: војни, пандемии, глад, немир, морален пат, раст на глобален надзор. Верниците гледаат во овие настани знаци на последни времиња. Но не со сигурност, и во минатото имало војни, раздор, болести и земјотреси. Христос рекол: а за тој ден и час никој не знае, ни ангелите на небото, ни Синот, туку само Отецот. Матеј 24:36. Моја проценка, да, има загрижувачка паралела меѓу сегашната состојба и библиските предупредувања, особено во Матеј 24 и Откровение. Но не е нужно дека ова е крајот, може да е уште една сериозна фаза на глобално чистење, предупредување и подготовка. За верниците ова е време не за страв, туку за покаяние, будност и духовна сила. Дали имаат овие случувања поклопување со тоа што се зборува дека Антихристот сака да го исполни? Ова е одлично прашање и навлегува длабоко во темата за духовното значење на геополитичките настани и особено улогата на Антихристот според библиските пророштва и христијанското учење. Што вели Библијата за Антихристот? Во Светото писмо не постои еден единствен опис на Антихристот, туку повеќе делови каде се зборува за Антихрист. 1 Јованово 2:18. Деца, последен час е. И како што сте чуле дека доаѓа Антихристот, така и сега се појавија многу антихристи. Ова укажува дека Антихристот не е само еден човек, туку и духовно движење или систем што се противи на Христос, човекот на беззаконието. 2 Солуњаните 2:3-4, кој се противи и се воздигнува над се што се нарекува Бог. Така што тој ќе седне во Божиот храм, како Бог, покажувајќи се себе си како Бог. Зверот од Откровение 13 создава глобален систем, бара обожување, на сите им се става жигот, без кој не можат да купуваат или продаваат. Какви се поклопувањата со денешните настани? 1. Глобален систем на контрола, се зборува за дигитална валута, идентитет базиран на вештачка интелигенција, универзален надзор преку технологија, камери, податоци, биометрија. Некои гледаат сличност со жигот на зверот од Откровение 13, 16 и 17, и тој им даде на сите, мали и големи, богати и сиромашни, да примат жиг на десната рака или на челото, современа паралела, без дигитален профил, пасош, банкарска сметка. Веќе во многу земји не можеш да купиш-продадеш. Потенцијално. Централизирано управување со тоа кој има пристап до системот. 2. Универзализам, нов светски поредок и религиски синкретизам. Голем дел од глобалните агенди зборуваат за унифицирано човештво, една планета и еден систем. Расте идејата за универзална религија, каде сите верувања се мешаат и изедначуваат, без посебно место за Христос како спасител. Во библиски контекст, тоа е токму тоа што Антихристот би сакал, да се укине уникатноста на Христос и луѓето да му се поклонат нему како универзално спасение. 3. Лажен мир. Во Откровение и кај пророците се зборува дека Антихристот ќе дојде како мировник, како оној кој носи ред во хаосот, се представува како спасител, а потоа ги заробува душите на луѓето преку контрола и измама. Некои толкувачи велат, кога ќе чуете мир и безбедност, тогаш доаѓа уништувањето. Антихрист и технологија. Многу современи христијани, особено во православието, но и меѓу протестантите, гледаат опасност во чипови под кожа. Вештачка интелигенција што се користи за следење, манипулација и цензура, централизирани дигитални валути што можат да се исклучат со клик. Се поставува прашањето, дали светот се подготвува за систем што ќе го води Антихристот, или ќе му го отвори патот? Заклучок. Дали денешните настани се дел од планот на Антихристот? Можно, и дури веројатно, геополитичките, економските и технолошките промени создаваат свет подготвен за централизирана власт. Луѓето стануваат се повеќе зависни од системи кои можат лесно да се злоупотребат. Моралниот распад, разнишувањето на семејството, црквата и верата ја отвораат вратата за Антихристот. Но Антихристот нема целосна власт додека не му ја даде човештвото. Тој не доаѓа насила, туку луѓето го прифаќаат, затоа што прво ја отфрлаат вистината. Најголемата опасност е духовното слепило, а не чипот. Што може да се направи? Духовна будност. Не се фокусирај само на политика и технологија, туку на својот личен однос со Христос, читање на писмото, за да ги разликуваш лажните ветувања од вистинската вистина, здружување со вистинската црква, каде се чува живото предание, молитвата и светата тајна. Дали светот се подготвува за доаѓањето на Антихристот? Светот е во постојан немир, војни, пандемии, земјотреси и економска нестабилност.
но дали зад сето ова се крие нешто подлабоко, Библијата зборува за време кога луѓето ќе бидат заведени. Кога ќе слушаат за мир и безбедност, а токму тогаш ќе настапи разорување и ќе се појави човекот на беззаконието кој ќе седне во Божиот храм и ќе се представува како Бог, вели апостол Павле во книгата Откровение. Се опишува џверот што ги заведува. Народите, систем што на сите им дава жик, без кој не можат ни да купат, ни да продаваат, дали ова се случува денес, пред нашите очи, светот станува дигитален, се е поврзано, се е следено, а луѓето се помалку прашуваат. Технологијата напредува, но со неа доаѓа и централизација на моќта, еден свет, една валута, еден поредок, една влада и наметнување на само еден Бог, а тоа е Антихристот. Дали тоа е сценариото што Антихристот го посакува? Но библиското предупредување е јасно. Антихристот нема да дојде додека прво не се одврати мнозинството од вистината. Затоа ова не е време за страв. Ова е време за будење. Врати се на Христос. На молитва. На вистината. Не се моли за светот да се промени, моли се твоето срце да остане светло во време на темнина. И запомни. Дури и ако целиот свет падне под сенка, Христос ќе остане светлината што никогаш не згаснува. Ви благодарам што останавте до крај на ова видео. Ако ви се допадна содржината, споделете ја, лајкнете и претплатете се за да не ги пропуштите следните видеа. Вашата поддршка значи многу.